Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате какви можности за бизнис им нуди малешевијата на младите. Во случај на сајбер насилство, обратете се на возрасен кому му верувате. Хаос со паркирањето на скопските клиники. Надлежните молчат за проблемот. Здраво на сите, јас сум Гоше, а ова е 65-та епизода на Вестите за млади Шорткат. Останете со нас, почнуваме веднаш. Емисијата ја започнуваме со веста за дебатата за млади која што се одража во кинотека на тема сајбер насилство, последици по реалниот живот. Настанот со видеообраќање го отвори Ендрю Брент, раководител на програми во британската амбасада во Скопје. It is extremely important for the victims of cyber violence to be ready and able to talk to others about the hardships that they face. It is also important that everyone understands the genuine risk and impact of cyberbullying. Потоа следуваше проекција на домашниот филм Сестри во режија на Дина Дума. Откако го изгледаа филмот кој го обработува насилството како дел од животот на младите, десетици млади во публиката имаа можност да дискутираат на оваа тема заедно со режисерката, како и со психотерапевтката Радмила Живановиќ. Живановиќ нагласи дека во случај на сајбер насилство младите треба да се обратат на некој возрасен кому му веруваат. Значи, јас сметам дека треба како родители да сме свесни на сите промени на однесувањето кај детето кои што не се типични. Например, колку и да е тинејџер, нели, сепак можеме да препознаеме кога е расположен, кога не е расположен, кога се изолира, кога не разговара, на некои типични прашања и теми кои што ги разговараме. Значи, според мене треба да одржуваме некаков контакт. Не мора да е голем, не мора да е, но да има некаков контакт затоа што родителот најдобро си го познава своето дете. Во дискусијата беше истакнато дека возрастните, пред се родителите, треба да ги учат младите кои се нивните граници на приватност и во физичкиот и во онлайн светот. Дума истакна дека оваа генерација е родена со смартфони и со интернет. Едноставно ние потекнуваме од еден друг систем кој што е веројатно некаков остаток од екс-Југославија, малце по-комунистички, малце по-строг, а оваа генерација не припаѓа на тоа и нема апсолутно никаква допирна точка со тоа. И мислам дека некако треба да се смени тој однос. Некако треба да се отворат професорите и педагозите по новаа генерација и малце да слушнат што има потребно, на кој начин да се допре до нив, затоа што едноставно тие припаѓаат на друго време. Проекцијата на филмот и дебатата беа дел од проектот Веродостојни вести за оспособена младина, кој го имплементира фондацијата Метаморфозис со поддршка на британската влада и британската амбасада во Скопје. Главна тема во денешната епизода на Шорткат ни се можностите кои ги нуди чистата природа во Малешевијата за младите од овој крај да работат и да развиваат алтернативен туризам. За 2 години тука се прогласија 2 заштитени подрачја, дел од Осоговските планини и Малешево, што дава добра основа за почнување на зелени бизниси. Сепак, за тие да може да се реализираат, мора да се изгради инфраструктура, да се осмисли понуда и промоција и на тој начин да се спречи иселувањето на младите, што во изминативе години во овој крај е многу честа појава. Уживање во природата и зеленилото, во здравата храна и чистиот воздух се главните адути на Малешевијата. Развојот на алтернативен туризам и привлекувањето гости со богатствата кои ги нуди овој крај е еден од главните начини за одржлив развој и обезбедување на приходи за локалното население. Зелените бизниси кои најчесто се темелат на традиционалното производство на млеко, сирење, млечни производи, мед, пчелени сапуни и мелеми се иднината на младите од овој крај. Младиот брачен пар Антонио и Верица Арнаутовски веќе 1 деценија се сопственици на пчеларник во село Владимирово, што започнал како хоби, но полека се претвора во одржлив бизнис. Овие млади луѓе велат дека решиле да не заминат, да инвестираат во чистата малешевска природа и да ги искористат нејзините бенефити. Произведуваат мед, пчелини производи, ракија, а годинава го отвориле и апи центарот Кладенче. Почетокот од пчеларството со сопругата ни беше чисто да се релаксираме и да имаме мед за нашата фамилија. Во иднина бројот на пчелните семејства во Кладенче ќе се зголемува, а Антонио и Верица сакаат да го развиваат не само медицинскиот, туку и едукативниот и туристичкиот аспект на пчеларењето.
Со помош на туризамот Малешевијата може да ја развиеме. Со помош на туризамот и со еколошката храна. Млади недостасуваат. Младите полека заминуваат. Малку се тие кои како нас сакаат да инвестираат и сакаат да останат. Мануел Стефановски од Пехчево е собственик на семејната сточарска фарма Агрочука и производител на органско јагне, сирење, урда, како и органски сливи, јаболки и круши, од кои прават сладка, овошни ликери и други производи. Во 2010 година, заедно со уште 12 фармери од овој крај, започнале проект за зачувување на старата сорта овци, праменка овче полка, за што создале и репроцентар. Стефановски смета дека токму здравата храна и традиционалната кујна се адути на Малешевијата за привлекување на туристи. Мораме да се пофалиме дека Малешевијата изобилува со прекрасни планини, прекрасни шуми, води, водопади. Промоцијата ни е главен проблем, бидејќи ние навистина сме дали треба промовирање на нашите локални производи, органски производи кои произведуваат нашите жени, домашната храна, малешевската кујна е позната. Тој раскажува дека чести гости се странските туристи кои сакаат да пешачат по планините и да ги видат и доживеат нашите природни богатства, а сакаат и да дегустираат локални специјалитети. Сепак, проблем во Пехчево е кој да ги дочека, бидејќи трендот на исалување кај младите е голем. Вистина има перспектива тоа, младите да се зафатат со тоа, но многу ретко се зафаќаат. Туризмот тука може да се бават, но не е континуирано. Пример, во зимски период, че нема доволно туристи, не може да обстанат и тешко се нафаќаат, тешко. Значи, пред се, велам, најчисто објекти, ни се потребни објекти, инфраструктура и главната промоција на нашите природни богатства. Следната информација е за проблемот со паркирањето во кругот на скопските клиники. Имено, тамошниот сообраќаен хаос е секојдневие за граѓаните кои се обидуваат да најдат слободно паркинг место во овој дел, а метежот е опасен за пациентите кои се носат со возила на брзата помош и на кои итно им е потребна лекарска помош. Најголемиот застој е веднаш по влезот во клиничкиот центар, бидејќи притисокот за паркирање во здравствениот комплекс е сконцентриран овде. Закрачување на сообраќајот има и со возилата паркирани меѓу хируршките клиники и клиниката за гинекологија, но и на улицата што води до кукичката за наплата на паркинг. И покрај тоа што побаравме одговори од надлежните власти за проблемот со паркирањето, засега само молк од нивна страна. Одговори на поставените прашања нема ниту од јавното претпријатие Градски паркинг, ниту пак од Министерството за здравство. Уште една корисна информација наменета за младите, поточно за студентите. Секој студент кој смета дека некој негово право е повредено, може истото да го пријави кај студентскиот правобранител кој постои токму за оваа намена. Викторија Постоловска, студентската правобранителка на УКИМ, во интервју за МТМК вели дека праксата покажува оти студентите не се осмелуваат да пријават проблем поради стравот дека нема да постигнат ништо. Сепак, работите може да се менуваат на подобро. Пријавувањето е едноставно. Проблемот се пријавува на електронската адреса на студентскиот правобранител studentski.pravobranitelj.ukim@gmail.com. Пријавата задолжително мора да содржи име и презиме на студентот, факултетот, студиска програма и степен на студирање. Студентот треба да го образложи случајот, да ги опише околностите и фактите и да достави докази за случајот кој го пријавува. По ова, студентскиот правобранител ја разгледува пријавата, па доколку воочи дека навистина станува збор за обесправување, го сослушува студентот што пријавил и изнаоѓа начин како да влијае врз авторитетите кои се директни чинители во академската заедница. За време на целата постапка, идентитетот на студентите е заштитен. Втор пат поред, македонската репрезентација во Counter-Strike победи на светскиот турнир кој го организираше меѓународната еспорт федерација во Бали, Индонезија. Во финалето нашите представници ја победија Монголија со 3:1. Ова е секако голема радост и поттик за сите геймери во земјава и инспирација за помладите генерации. Нашите играчи беа толку добри што на претходните надпреварувања дури беа обвинувани дека хакираат, што подоцна по официјалните проверки се испостави дека не е така. Информираме за уште еден успех на наши млади. 4 бронзени медали освоија македонските средношколци што учествуваа на 19-та меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки, која се одржа од 2 до 12 декември во Богота, Колумбија. Ова го соопштија од Друштвото на физичари. За овој успех заслужни се учениците Искра Нечаковска, Теона Ана Георгиевска, Даниел Христов и Михаил Шапчевски.
Им честитаме и ние за овој нивен голем успех. Ова беше се за денеска. Фала што бевте со нас, пишете ни на Facebook и на Инста дали ви се допаднаа содржините и предложете ни ваши теми. Ако сакате да прочитате повеќе, повелете на сајтот на Meta.mk и побарајте ја рубриката за млади ЦТРЛЗ. И секако се гледаме и следниот четврток во исто време. Чао, чао!